Добро вечер на сите и добре дојдовте на уште едно предавање на Рускиот центар. Ние по традиција вака од време на време организираме така наречени екскурзии низ Русија, разни градови, разни области и ета така никако ми текна дека не сме зборувале за Владимирската област, која што представува и дел од така наречениот Златен прстен на Русија, односно тоа е оној древниот дел кој што се наоѓа некаде во близината на Москва. Владимирската област, како што можете да видите на картата, се наоѓа источно од Московската област и практично е обкружена со сите така да кажеме најпознати и најстари области во Русија: Јарославската област, Ивановската област, Нижегородската област, Рязанската област или веќе реков Московската област. Денес ќе зборуваме за неколку града. Практично тоа ќе биде увод за видеата што ќе ги погледнеме. Владимирската област и главниот град на Владимирската област е Владимир. Ќе прошетаме по Суздаль, Петушки, Густ-Хрустальни, Гороховец, Мурома, Александров и така натаму. Но ќе започнеме како и секогаш со првата тура. Тоа е првото место, односно градот Владимир. Денес градот Владимир е провинцијален град, иако, како што реков, е престолнина на еден цел регион, но во добата на феудализмот, односно на феудалните книжевства, тој бил практично центарот на моќта на североисточна Русија. Многу пати настрадал од непријателски напади, особено тоа било во времето на монголо-татарската наезда. Порано градот имал цела ѕидина, но денес е останата само оваа порта, која што се нарекува Златна порта. Зошто се нарекува Златна порта? Затоа што порано на местото, чекате да немам да, на ова место каде што е портата, тука навистина се претпоставува, навистина имало порта, која што сега ја нема и се сметало дека таа била позлатена. Доколку подобро се погледнете, доколку се најдете таму и подобро погледнете, ќе ги видите местата каде што всушност била закачена портата и ќе го видите местото каде што се ставала онаа талпа за да може портата да се затвори. Тоа практично бил влезот во самиот град. Улицата што ја гледате е главната улица во градот Владимир. Таа на времето била многу мала, била просечна уличка, но во времето на владењето на Екатерина Велика, која што ги сакала градовите да ги направи онакви како што навистина треба да бидат големи градови, ја проширила и денеска таа улица секако сега е асфалтирана и така натаму модернизирана, но била навистина толку голема. Постои теорија за тоа што се случило со вратата, односно со крилата на портата. Се смета дека требале да бидат одвезени да биде
да бидат крилата одвезени во Москва. А, и за тоа биле натоварени на санка. Тоа било назима. И требале да патуваат преку реката Клјазма, тоа е она река која што е главната виновничка за многу работи во романот на Мајстор и Маргарита на Булгаков. И по патот од тежината пукнал мразот на реката Клјазма и тие потонале. Значи, денес не е, како што реков, не е зачувана, меѓутоа не е ни вратена никаква порта, едноставно стои една ваква, мислам не се вратени крилата, стои ваква порта во градот. Уште еден многу интересен споменик на градот Владимир е Успоенската црква. Во принцип, во Владимир живееле богати и мокни кнезови, секој од нив сакал да остави некоја трага зад себе. Па така тука е во Успенската црква, која што практично ја изградил Александар Боголюбски. Тоа е некаде во 12-тиот век. Подоцна ќе избие голем пожар и ќе уништи црквата, меѓутоа нејзината реставрација, за нејзиното повторно градење ќе се погрижи помладиот брат на Андреј Боголюбски, прочениот кнез Всеволод Големото гнездо. Инаку, оваа камена црква влегува во списокот на културно наследство, на светското културно наследство на УНЕСКО. Тоа е, како што можете на сликата да видите, навистина импресивен. Поседува многу сложени архитектонски изведби, таков е и нејзиниот изглед. Навистина е богато украсена и уште еден можни интересен и важен факт е дека во неја можат да се најдат и прочиените фрески на Андреј Рублјов. Со Владимир тука никако би завршиле, меѓутоа би сакал и да погледнеме едно кратко видео, за да имате вака, јас гледав да најдам кратки видеа, за да може да имате представа како тоа изгледа.
Gledajte, jaz snimka, ono što mi тикна мене, što mnogo me възхитува во овие провинцијални руски градови, е тоа што нивните жители секогаш просто се обседнати со својот град и го чуваат и го сакаат. И иако морам да кажем дека сите руски градови, вклучувајќи Москва, се до неверојатен степен чисти, провинцијалните руски градови се апсолутно како нацртани, како да не треба, мислам, навистина нема место за една румка. Јас се сеќавам дека токму во Владимир имав една случка кога поминував и покрај на една од улиците, видов жена која што меташе сосема чиста улица. На неа апсолутно немаше ништо. Меѓутоа таа сметаше дека бидејќи беше некој есенски период, дека можеби ќе падне некој ливче и така натаму. Значи немаше ништо, улицата беше, не знам како да ви опишам, едноставно премногу чиста. И токму овие градови се такви, премногу се чисти и никогаш се велите, барем јас така свилам, камо да можеше дома да ми биде вака чисто и средено како во малите провинцијски градови на Русија. Следниот град, можда интересен, тоа е градот Суздаль. Практично ова е еден град како од сказните. Пошто е познат тој? Тој е познат по тоа што ја прикажува, ја раскажува приказната за вистинската Русија. Во него има многу дрвени кукички, кои што се кафулиња, ресторани, во кои што се служат традиционални руски пијалаци и јадења. Имате места каде што можете да проследите цел еден ден на, да кажеме, руска гастрономија, односно да видите што се јаде од цабајле па до вечер и што се пие. Може таму да се пробаат палачинките, да кажеме, од хелда со кавиер од штука и така натаму. И освен дрвената тврдина, тука постои исто така и музеј на дрвената архитектура, која што во кој што тоа е под отворено небо музеј, се прекажени дрвени куќи и дрвени цркви кои што потекнуваат од 18-тиот и од 19-тиот век, се уште зачувани. Инаку во Русија, особено во последниве 2 децени, особено внимание се обрнува токму на дрвената архитектура и се гледа да се спаси се што е можно од оставштината, со оглед на тоа што е навистина уникатна. Суздаль е еден, како да кажем, град каде што навистина толку кој се наоѓате некаде во близина на Москва, навистина мора да го посетите за да ја видите она вистинска Русија. Опа.
Инаку да не ме сватите погрешно, како што реков дека за туристи и така начинно, овие места се интересни, да, интересни се токму за туристи за да се запознат, меѓутоа самите руси многу често, особено напролет, одат на екскурзија во овие градови, особено мислам московјаните бидејќи им многу блиску, редовни се линиите со воз, така што без проблем можат да стигнат таму. Следната е многу интересна, тоа е црквата на Покров на Нерлја. Многумина сметаат дека оваа црква всушност е најубавата црква во Русија и можеме да спориме дали е најубавата или не, меѓутоа окружувањето на кое што се во кое што се наоѓа оваа црква е на вистина на број 1. Црквата е практично изградена на насип кој е специјално направен за неа. Таа е направена од варовник, односно од бел камен, некаде во 12 век, и се наоѓа во една долина во така наречена плавна ливада, и напролет кога ќе надојдат водите на реката Нирља, само црквата останува возвишена, додека останатиот дел, односно ливадата, е целата поплавена. Назима секако на есен и назима во достојот кога се намалува и на лето, се појавува ливадата и може слободно пеш да се дојде до црквата, меѓутоа кога е време за поплавите, може да се дојде само преку едно асфалтирано патче кој што можете да го видите од страната. Оваа црква е навистина неверојатна. Оригиналните фрески не се зачувани, меѓутоа постојат многу интересни орнаменти и релефи кои што се со прикази на животни. Тука е една мощна интересна резба на царот Давид и така натаму. И ви предлагам еве да ја погледнате како изгледа и од озгора. Не знам колку можевте да видите од снимката, меѓутоа на вистина е фасцинантно каде и како е изградена оваа црква. Ако видите, тоа е една тлапнатина и само тој насип кој што е направен, на кој што се наоѓа црквата, всушност излегува над водата. Не недов снимка каде што целото место е облиено со вода, меѓутоа тоа можевте секако да го видите еве на сликите.
Следниот град е градот Александров. А, Исто така едно живописно градче и овој град е можно важен за руската историја, бидејќи тука практично и се решавала иднината на Русија. Во овој град 17 години живеел царот Иван Грозни, кој што ја напуштил Москва, и токму од тука, од Александров, владеел со целата држава. А, Тука се наоѓа тврдината која што се нарекува Александрова слобода, која што практично го заменила на Иван Грозни Московскиот Кремљ. Денес во неа може да се најде, постои можда интересна музејска поставка која што се нарекува Владетелски двор. Во неа практично е прикажана, пред се е направена реконструкција на дворот од времето на Иван Грозни. Тука се прикажани делови од неговиот живот и меѓу другото тука се наоѓа и копијата од неговиот трон, копија од неговиот трон направен од слонова коска. Можно интересно место, во музеот можете да шитате со часови, иако повторно велам тоа е музеј реконструкција, меѓутоа можно е интересен затоа што преку него се дознава многу за руската историја. Инаку, на сајтот на Александрова слобода може да се најде и интересна да се најде оваа интересна експозиција Владетелскиот двор и да се може да се погледне секако и онлайн. Средниот град е можно интересен, се нарекува Гус Хрустални. И Гус Хрустални практично е стакларската предстолнина на Русија. Трговското семејство Мајцови во 1756 година отворило фабрика за производство на стакло покрај реката Гус. Оваа фабрика работи до денешен ден. Ова е символот на градот, односно стаклена гуска.
А, Денес може да се посетат овие фабрики во рамките на специјално организирани екскурзии. Инаку, она што е интересно е што а, стаклото произведено во Гус Хрустални од секогаш многу се ценело во Русија, особено во советско време, да кажеме, било престиж да се има лустер од Гус Хрустални, што не е исклучок и денес. А, за тие што сакаат стакло, што сакаат малку потопла атмосфера од она на кој што денес сме навикнати со лед светилки и така натаму. А, Токму од Гус Хрустални се купува лустери, да кажеме, и до денешен ден, ако сакате на вистина некому за свадба, обично да подарите нешто многу вредно, тогаш тоа би било лустер од Гус Хрустални. А, И сега нема да го видиме градот, туку најдов снимка, барев, меѓутоа најдов една не многу успешна, но сепак добра снимка, да го видите пазарот на стакло во овој град, за да може да видите што се произведува, во какви облици и во какви бои. Мене лично многу ми се допадна Гус Хрустални, затоа што навистина видов многу работи. Јас многу сакам обоено стакло, а таму имаше во најневеројатни бои садови од различен вид стакло. Така што еве снимката од пазарот на стакло. Стекольный рынок.
И така, навистина, и кога се наоѓате таму, не знаете што попрво би сакале да се земете за дома. Меѓутоа, јас кога бев во посета на Господ Штајников, послушав советот дека треба да земам неколку ситни нешта, бидејќи крупните што ќе морам да ги носам со себе во рачен багаж. Во секој случај може да се случи да се скршат, бидејќи голем дел од работите се навистина од тенко и многу фино стакло. Следниот град е градот Муром. Ова е еден од најстарите градови во Русија, кој што представува всушност тој вршник на руската државност. И во градот на живописниот брег на реката Ока се наоѓа Спасо-Преображенскиот манастир, кој што датира некаде од крајот на 10-тиот и почетокот на 11-тиот век. Тоа е еден од најстарите манастири во Русија. Муром, предпоставувате, исто така е познато, тоа е родното место практично на богатирот Илија Муромец. Исто така негови познати жители биле Петар, односно Пјотр, и Февронија. Тоа се ова е една, да кажеме, од најпопуларните двојки во руската историја. Ним е подигнат и споменик во самиот град, и тие во Русија се сметаат, тие се светци, се сметаат за заштитници на љубовта, на семејството и на верноста. Инаку, Муром исто така го краси еден многу убав, огромен мост, кој што ќе го видите и на видеото. Меѓутоа, Спасо-Преображенскиот манастир е исто така на вистина фасцинантен. Да не должа многу, еве, погледнете како изгледа. Здесь река пролегла границей сквозь века, проросли леса, город мой, большекрылой птицей над окой рвется в небеса. Строил гроб от ветров, нежданных бил врагов, и ковал мечи, пел, плясал, для гостей желанных выпекал чудо-калачи. Муром, городок старинный, Муром, маленькая Русь, Муром, богатырь былинный, Муром, за тебя молюсь. Бережет, вопреки разрухам, зрелый плод вековых трудов древний град, с молодецким духом старший брат русских городов. Муром, городок старинный, Муром, маленькая Русь, Муром, богатырь былинный, Муром, за тебя молюсь. Муром, городок старинный, Муром, маленькая Русь, Муром. Следното наше одредиште е градот Петушки. И овој град е неизоставен во оваа тура во Владимирската област, ако ништо друго, барем поради романот на Венедик Ерофеев Москва Петушки, во кој што практично се опишува, тоа представува една цела така наречена советска одисеја на едно патување
од Москва до главниот град. Пошто е познат Петушки е познат по својата богата архитектура, повторно еден мал колоритен град во кој што има мали и сладки кукички во кој што може да се просведочи историјата на Русија, незината традиција и руското секојдневие во минатото. Инаку, главна звезда во градот е британскиот фармер Џон Кописки, кој веќе 30 години живее во Петушки. Тој е оженет за русинка, кој има примено и православие. И тука тој во ова провинцијско градче има создадено така наречено еден земјоделско културен туристички комплекс кој што се нарекува Багдарња, односно подарен од дарот Богот, каде што тој одгледува домашни животи, но исто така има свој ресторан каде што ги пречекува гостите и ги гоштева со најпознатите руски традиционални јадења и сето тоа направено во еден руски колорит. Ова го зборувам затоа што луѓе кога ќе дојдат во Москва специјално заменуваат во Петушки за да јадат во неговиот ресторан и да се запознат, бидејќи навистина, да кажеме, е необично да се преземе нели таков еден чекор. Инаку ова е, само да кажам, главниот площад на така наречениот советски логотип. Предпоследната дестинација за вечерва тоа е Вединскиот островски манастир. Практично на еден мал остров кој што се наоѓа во самиот центар на Вединското
Изаро, монасите уште во 17-тиот век почнале да се населуваат и многу набрзо потоа основале и свој манастир. Како што можете да видите, тоа е навистина прекрасен и кога гледате кон него и кога гледате од него, затоа што тој се наоѓа како што реков, во средината на езерото. Инаку, во советско време, овој манастир служил за различни цели, и како магазин, едно време бил и кино, да кажеме, иако не ми е јасно што бара киното на островот. Меѓутоа, по распадот на Советскиот сојуз, тој повторно почнал да функционира. Меѓутоа, повеќе никако машки, туку како женски манастир. Навистина е интересно да се посети овој манастир, ако ништо друго, барем да се пожива во окружувањето. И последната дестинација, тоа е Горховец, градот за кој што се вели дека е местото каде што вреди да се живее. И навистина, некако, доколку го посетите овој град, ќе почувствувате една смиреност во животот, мислам, во животот на луѓето таму. Не од она што велиме, никој никаде не брза, не, меѓутоа, навистина има некој ритам кој што е баш онаков како што би требало среден ритам на живење самиот град. И покрај другото, тој е навистина многу убав, како што можете да видите, сите градови се наоѓаат, нели, на река, што е нормално за древни градови. Градот инаку се наоѓа на самата граница до Нижегородската област и порано практично тука водел водениот пат, да кажеме, до Москва, односно од Москва до Нижни Новгород, од Нижни Новгород до Москва. Градот бил познат како голем пазар, каде што и од Москва и од Новгород доаѓале дали за размена на стока или за купување. Се вкотувале голем број бродови во него. Трговците тука граделе
куќи, исто така граделе, давале прилози за изградба на храмови, и голем дел од оваа архитектура што е останата е на вистина ремек дело представуваат на руската архитектура. Во принцип, освен, јас најкратко сакав да ви придадам тоа што, да ви го раскажам оно што можете да го почувствувате во сиве овие градови, може да се видат и многу други работи. Само да ја погледнеме и видеото за крај. Повторно ќе кажем, сите градови што ги видовме се навистина идилични и е многу пријатно барем да се биде во нив на неколку часа. Така што се надевам дека оваа прошетка низ Владимирската област ќе побуди интерес доколку одите во Москва, да издвоите малку време и за Владимирската област. Доколку имате прашања, јас доколку можам би ви го одговорил. Мислам, ако... Не, работата е што Владимирската област века, сега како што ви раскажав и како што ги видовте и на видеата, обично видеата ги пуштам за да се добие некаква атмосфера која што не може да се добие баш од слика, меѓутоа тие не секогаш го прикажуваат најубаво светло, да кажеме. Меѓутоа, Владимирската област е место каде што можете да отидете на еднодневна екскурзија. Сепак, иако зборуваме за мали провинцијски градчиња, не можете во еден ден да смислите да направите обиколка, да кажеме, на овие 8, 9, 10 пункта колку беа што денеска, за кои што денеска зборувавме. Меѓутоа, тоа не треба и да представува пречка, бидејќи токму во овие градови малечки има прекрасни мали хотелчиња и пансиони кои што се по апсолутно достапни цени, и каде што, како што реков, се е многу поврзано со битот на Стара Русија, со незината историја. Значи, многу работи од она што ние го нарекуваме начин на живење,
на англиски што се нарекува lifestyle, значи начин на живење, ние можеме да го проследиме токму во овие градови, преку малите продавнички, преку рестораните, преку кафурлињата, па и преку црквите, кои што представуваат не само верски објект, но туку и објект каде што можете да седнете и да се одморите. Како ги гледаше, пошто рече си бил? Да, Прилика не, како ти беше? По 2 места, дневно, 3 или? ние две ноќевања практично имавме, меѓутоа бевме не со тура, со кола си бевме и можевме тоа да го направиме. Инаку во Владимирската област има уште места кои што вредат да се посетат, меѓутоа јас зборував за она што сум го видел и На картата беше толку најмала, а не богата. да, не, па богата е и богата е и со историја и навистина е многу интересна да се види. Јас им се восхитував на тие малечки кукички во различни бои, кои што ево овие малечки градови кои што гледате некаков поинаков живот од кој што сме навикнати не само во големите градови, туку и во останатите европски градови. Тука некако како да е седено, да, ова е градче, меѓутоа има градски живот кој што е спокоен. Значи не е во наводници да кажеме провинцијалниот живот, туку е баш градски живот на едно мало градче. Природа многу има. Секако има природа, има многу реки, па и како што реков, најстарите градови секогаш се граделе покрај вода. Има мастери. А и ова прво личи што го видам. Како? Ова од реките личи, а не Да, нема многу, па добро. Во принцип Русија нема многу планини. Тие што ги има се огромни, меѓутоа се ретки. Во принцип е низинос, особено европскиот дел. Добро, јас ке ви се заблагодарам и овој пат што бевте што бевте со нас. И ќе ве поканам да не следите на нашата Facebook страница за да дознаете за следните наши предавања. Ви благодарам уште еднаш.